Почитувани, добра вечер. Вечерва во емисијата Став гостува кандидатот за градоначалник на општина Куманово од СДСМ и коалицијата Оливер Илиевски. Господин Илиевски, добро вечер. Добро вечер и од мене. Благодарам на поканата. Најпрвим би сакал да ги поздравам сите кумановци, да имаме добра дебата и да посакувам да имаме успешни избори на 17 октомври. Во Куманово неизвестно беше до крај кој ќе биде кандидат за градоначалник од СДСМ на општина Куманово. Вие бевте во последната група на кандидати за градоначалници од СДСМ. Во меѓувреме, актуелниот градоначалник Максим Димитриевски се кандидираше како независен. Господин Илиевски, ви олесна ли кога Димитриевски се одлучи на ваков чекор против матичната партија, или од самиот почеток бевте сигурни дека токму вие ќе бидете изборот на СДСМ? Во Куманово, во СДСМ општинската организација имаше 4 кандидатури. Тоа бев јас, Оливер Илиевски, Мартин Костовски, Атина Мргашанска и актуелниот градоначалник Максим Димитриевски. Ние сите имавме внатре-партиска дебата, внатре-партиски избори кои се спроведоа на еден легален начин и се донесе одлуката да бидам јас тој кандидат за градоначалник на Куманово. Јас не би сакал да кажам дека сум среќен кога Максим Димитриевски одлучи да биде независен кандидат, затоа што не сакаме членството да ни се подели, но сепак тоа е негова одлука и тој ќе види на 17 октомври кој ќе биде идниот градоначалник на Куманово. Инаку сакам да кажам дека уште од почетокот, пред една година, кога одлучив дека ќе се кандидирам за кандидат од СДСМ Куманово, јас бев сигурен во себе дека ќе бидам тој кој ќе биде изберен, бидејќи формирав тим околу себе кои ќе работат напорно на избор на програмата која треба да ја доставиме до централното партиско раководство. Разговаравме со сите наши членови, разговаравме со сите наши поддржувачи и се така во еден период од една година се дојде до тоа дека јас треба да бидам кандидат за градоначалник. Инаку ние во самата општинска организација имавме внатрепартиски избори, односно имавме внатрепартиска анкета, каде што јасно членовите на СДСМ покажаа дека јас треба да бидам тој кандидат на општинската организација за градоначалник на Куманово. Сепак можем да кажам дека нашето партиско членство во моментот е обединето, има само една мала група на членови кои сепак дојдоа во последните неколку години, кои се заминаа, ама тоа е многу мала бројка на луѓе во однос на нашето големо семејство од 5200 членови. Реално независната кандидатура на Димитриевски ќе понесе одреден број гласачи ваши сопартици, а со свој кандидат излезе и ЛДП. На митинзите, на конвенциите, групните собири, деновиве кои што се организираат, визуелно се гледа кој од вашите политички сопартици на која страна оди и припаѓа, но гласањето е тајно. Колку вие сте сигурни во вашите партиски поддржувачи? Од кого се очекувате гласови, од кои групи на граѓани? Ние не очекуваме гласови само од нашите партиски членови и нашите партиски поддржувачи. Ние имаме најдобрата програма која било кој друг кандидат може да ја понуди и затоа очекуваме да добиеме голем број на гласови од сите кумановци, независно кај живеат, независно од која етничка припадност припаѓаат. Затоа што програмата е направена за цело Куманово и за сите кумановци. Ги спомнавте конвенциите, можем да кажам дека на нашата конвенција имаше околу 2,5 до 3.000 луѓе кои присуствуваа, имаше една огромна позитивна енергија, додека на другата страна имаше многу мала група на луѓе и тука се виде дека кумановци кој кандидат за градоначалник го поддржуваат и кој ќе биде идниот градоначалник на Куманово.
Граѓанската иницијатива за наше Куманово деновиве излезе со пресконференција на која обвини дека СДСМ врши притисок врз вработените во државните институции. Вие повикавте доколку постојат такви случаи да се пријават. Што се случува во меѓувреме? Имате ли информации дека има пријавено такви случаи кај надлежните институции или пак сепак станува збор само за некој политички маркетинг? Јас вчера одговорив на ова прашање и пак ќе го кажам. Најверојатно граѓанската иницијатива ги имаат видено последните анкети и врз основа на тие анкети нервозата е многу голема кај нив. Ние знаеме дека победуваме на локалните избори и затоа воопшто не се ни занимаваме со такви инсинуации. Тоа е некоја на тастатура напишана порака од нивна страна, бидејќи не се гледа нити кој е испраќач, нити кој е примател на такви пораки, и јас повикувам од овдека дека подпишавме кодекс за фер и демократски избори и да се придржуваме до тој кодекс. Затоа што на крај вработените не можете вие да ги притискате, сепак и вие кажавте дека на крај гласањето е тајно. Ние знаеме, сигурни сме во себе и затоа не ни требаат такви притисоци од наша страна. Од другите изборни каравани има некои притисоци, ама тоа нека си ја бркаат нивната работа, ние знаеме, сигурни сме во себе и воопшто не ни требаат такви притисоци врз вработените. Бидејќи на крај можете само да ги изреволтирате и да бидат против вас. Измина една недела од предизборната кампања и вие кажавте дека претходно подпишавте кодекс за фер и демократски избори. Се почитуваат ли принципите на демократијата? Се води ли фер предизборна кампања? Па, досега како што јас можам да видам, од наша страна се води фер и демократска кампања, додека не приметувам некои големи недостатоци од нашите политички противници. Сепак, знаете, кога е изборна кампања, секогаш има некои притисоци врз граѓаните, некои недолични однесувања, но сепак треба да ги сведеме на минимум. Затоа што ако вршите притисок врз некоја група на граѓани да гласаат за вас, како што кажавте, гласањето е тајно, можете да ги изреволтирате и сепак ќе победи оној кој што водел позитивна и фер кампања. Кога станува збор за собирите на отворено, групните собири, конвенциите, се почитуваат ли пропишаните протоколи, здравствени протоколи за заштита од COVID-19, бидејќи деновиве она што се наметна како тема е дека на овие групни собири политичките партии, односно организаторите, не го бараат задолжителниот COVID документ, така да кажам, сертификат, за разлика од некои културни манифестации кои што во Куманово веќе се одржуваа на отворено, но сепак имаше редарска служба и се бараше пропишаната документација. Може ли ваш коментар, став за ова? Се почитуваат ли пропишаните протоколи? Вака, ние поминавме веќе во изминатата година една изборна кампања за парламентарни избори, каде што граѓаните учествуваа на вакви собери, мали собери, и секогаш сме повикувале да се почитуваат протоколите. Тие собери да бидат со дистанца, да бидат на отворено и да носат заштитна маски, односно заштитна опрема со себе. Сепак, кога имате група на луѓе, секогаш ќе се најде некој кој нема да ги почитува протоколите и ние имаме, со нас водиме радарска служба, каде што ги повикува граѓаните да не се собираат на едно место, да држат дистанца и да носат маски. Сепак, граѓаните сакаат да се поздрават и со градоначалникот, сакаат да се поздрават и со советниците. Не можеме ние да им го скратиме тоа право, а сепак секој граѓанин сака да го види тој кандидат кој утре ќе ги застапува нивните идеи, односно ќе ги решава нивните проблеми. Така да ние се трудиме на максимално да ги заштитиме граѓаните, ги повикуваме секојдневно да примаат вакцина, бидејќи само така ќе си го заштитиме своето здравје, своето семејство, а и сите граѓани воедно. Кој е вашето мислење за онлайн кампања наместо директни средби, митинзи?
Па онлайн кампања веќе се води, како што можете да видите на социјалните мрежи, онлайн кампања се води и ние ставаме акцент на таа кампања, ама сепак ќе поновам дека граѓаните сакаат да го видат тој кандидат, тој нивен избор кој ќе бидне, кој е тој човек што ќе ги решава нивните проблеми и кој е тој што ќе им го направи Куманово едно поубаво место за живење. Пред да зборуваме за вашата предизборна програма, кој е вашиот став за животот на граѓаните на Куманово последниве 4 години? Кои се оние проекти по кои што вие ќе го помните овој изминат 4 годишен период од како нели е градоначалник Максим Димитриевски и дали сте задоволни од инвестициите на државата кои што се вложени последниве 4 години, кои што според владата изнесуваат околу 120 милиони евра? Вака, ние имавме пред 4 години една предизборна програма со која настапивме пред граѓаните и можем да кажем дека таа предизборна програма не е во целост исполнета и затоа во СДСМ, во матичната партија, почнавме да размислуваме дека е време, дека треба некој нов човек да дојде за да го води Куманово, да биде едно Куманово едно место поубаво за живење на сите граѓани на Куманово. Владата не се само 120 милиони евра. Владата вложи 120 милиони евра само на реконструкција на сите околни патишта регионални што се околу градот. Тоа се Куманово Свети Николе, Куманово Крива Паланка, Куманово Опаје, Куманово Никушта, Куманово Сопот, Куманово Табановце. После 50 години сите овие регионални патишта се реконструираат. Зошто? Затоа што мора да привлекуваме инвестиции во Куманово, а ние немаме патишта кои го поврзува Куманово. Владата во Куманово вложи и многу други пари во инфраструктурни проекти. Можем да ви кажем дека на последните избори главното ветување од владата беше реконструкција на спомен костурница, реконструкција на спортска сала и реконструкција на Соколана. Реконструкција на Соколана веќе е во тек, надворешното игралиште. Во втора и трета фаза целиот објект ќе се реконструира и нашата спортска убавица веднаш ќе блесне. Второ, спортската сала веќе се отпочната реконструкција на кровот. Во втора и трета фаза сите спортскиот објект, целокупниот спортски објект ќе добие еден нов лик. Во моментов се работи на студијата преку Министерство за култура за реконструкција на спомен костурница, бидејќи мораме да си го почитуваме минатото. Мораме да ги почитуваме луѓето што се бореле за да ние денеска слободно живееме. Од страна на централната власт, од страна на владата, се реконструирани многу училишта, се изградени училишни спортски сали, се изграден е ургентниот центар, се реконструира театарот во моментов, се врши гасификација на културен дом и многу други проекти. Само, еве сега ќе ви покажам, овдека ја има табела, значи која ќе ви ја оставам, само во образованието. Владата во изминатиот период има инвестирано 3,4 милиони евра во Куманово. Реконструкција на најголемиот дел на училиштата што се вршат сега, тука се наброени сите, е од страна на Министерство за образование. Така да, ова темпо на инвестиции после изборите ќе го зголемиме на уште повисоко ниво, се со цел да овозможиме подобри услови за живот и да го ставиме градот Куманово како најдобар град за посета од страна на другите градови, а и странски туристи.
Ги спомнавте училишните спортски сали, значи се изградија повеќе училишни спортски сали, но проблемот кај нив е што тие не се приклучени на централното грејење. Значи има училишна спортска сала, но во зимскиот период учениците не може да ги користат. Како ќе го решите овој проблем? Треба да се реши. Го знам проблемот, така е, и тоа е за жал. Бидејќи ние пред 4 години ветивме целосна гасификација на Куманово. Во 2018 има изградено 700 метри, 2021 еве 1200 метри. Куманово има водоводна мрежа 250 километри, што вие треба да изградите и толку и гасоводна мрежа. Тоа се примарна и секундарна гасоводна мрежа. 250.000 метри. Затоа ние во програмата имаме ставено гасификација на цело Куманово со се индустријските зони. Со самата гасификација, овие спортски сали сите ќе бидат приклучени на грејење. Затоа што не можат учениците и спортистите во зимски услови да вежбаат во нив и едноставно да се чувствуваат како граѓани кои треба да го одржуваат спортот. Чина ми останавте должен одговор на првиот дел од прашањето, по кои проекти ќе го помните 4-годишниот мандат од владењето, менаџирањето со општината на Димитриевски? Вака, јас ќе кажам дека општина Куманово имаше буџет оперативен за инвестиции 14 милиони евра. Што ние, после 17 октомври, имаме начин да ја го зголемиме на 16 милиони евра. Со 14 милиони евра можевме многу да направиме во Куманово. Имаме изградено еден кружен ток и во последната година асфалтирање на неколку улици по село. И катна гаража. Катна гаража, тоа не е катна гаража. Тоа е монтажен објект кој според нашето испитување на јавно мислење, граѓаните не сакаат да бидат тука на таа локација каде што е тука. Воопшто ништо друго. И сега ќе каже некој дека со тие пари е раздолжена општина Куманово. Не е така. Општина Куманово 2017 година, завршна сметка, била должна 4,5 милиони евра. Од кои во 2018 година 1,9, односно скоро 2 милиони евра е дадено од страна на централната власт, додека другите пари се дадени од општина Куманово. 2 милиони. Остануваат 12 милиони евра. Нема тука камати, нема тука према јавните предпријатија, бидејќи ако зборуваме за јавните предпријатија, треба да кажеме дека е зголемен долгот на ЈП Водовод. Како тоа се раздолжени? Знаете ли вие со 12 милиони евра што се може да направите? Јас не знам што е направено со тие 12 милиони евра. Ги имам податоците од буџетот. Како можно за реконструкција на улици, летно одржување на улици и изградба на улици. Секоја година се издвојуваат по 1 милион евра. Тоа се 4 милиона евра за 4 години. Првите 3 години се изградени по 1 километар, по километар и нешто, а последната година 20 километра, со исти пари. Што значи дека некој треба да се запраша каде отишле тие пари. После 17 октомври ќе го видиме тоа. Затоа е нервозата сега кај другата страна. Затоа што знаат дека кај мене лично тоа не поминува. Знаете дека во водостопанство тоа што го имаат правено претходните, јас лично јавно имам искочено со 7 кривични пријави. Дури ми се заканува и за тоа ги пријавив и се осудени за таа постапка. Затоа што само половина од тој буџет да сте го ставиле, во Куманово нема да постои една улица неасфалтирана. Не може за општина Куманово да се асфалтира по една цена
која е дури и 3 пати повисока, а истата фирма да носи асфалт во Велес или во Кочани или во Скопје за 3 пати пониска цена. Тоа не може повеќе да се случува. Така да, за тоа кај нас во програмата стои прво, што си ветивме јас, Оливер Илиевски, самиот на себе, и заедно со министрите и заменици министри што се од Куманово, независно дали се од СДСМ или коалициони партнери. Сите седнавме заедно. За 4 години во Куманово нема да зборуваме за водовод, нема да зборуваме за канализација и нема да зборуваме за неасфалтирани улици. Срамно е во 21 век ние да уште зборуваме за асфалтирање на улици, а да не зборувам за некој кој што оди на тие места каде што 4 години не отишол да ги посети, да ги види граѓаните во какви услови живеат, сега да вика соберете потписи, да гласате за мене, јас после избори ќе ви асфалтирам оваа улица. Ние, јас, како иден градоначелник, сега имаме завет кој го подпишуваме пред граѓаните. И јас слободно го подпишувам, затоа што знам тоа што го зборувам дека така ќе видне. Затоа што за секоја инвестиција имаме точно пресметано колку пари чини и од каде ќе се финансира. Тоа го подпишувам пред граѓаните. Пред сите граѓани. Не барам тие да ми се подпишат на мене. Јас се подпишувам дека ќе таа инвестиција ќе ја направам. И го давам примерот еден за нив, еден стои кај нас. Затоа што после 4 години јас како Оливер Илиевски пак ќе отидам кај тие граѓани. Ама тие ќе го изведат пред камера и ќе каже: еве Оливер Илиевски што ни ветил тогаш, не го направи. Затоа останува еден примерот кај нив. Се вели светот останува на младите. Како ќе се грижите во наредниот период, доколку ја добиете довербата од граѓаните, за најмалите, но и за младите? Со какви проекти планирате младите да ги задржите во нашиот град? Има едно истражување кое се води од релевантни институции, зашто младите се селат од државата. Зошто младите се селат од Куманово и од помалите градови во Скопје. Во периодот до 2017 година, прво беше поради животниот стандард, второ беше безбедноста, трето беше животната околина. Односно животната средина каде што живеат. Истражувањата кои сега се прават, има промена во ставот, а тоа е: прво е животниот стандард, второ е животната средина. Животниот стандард може да влијае централната власт најмногу, но може да влијае и локалната власт. А животната средина најмногу може да влијае локалната власт. Затоа ние во нашата програма имаме ставено програма од најмалите до највозрастните. За најмалите прво треба да обезбедиме капацитет на детски градинки. Нашите најмили деца да се социализираат. Знаете ли како се чувствува родител кога неговото дете нема да биде примено во градинка, а неговото другарче, комшивче, ќе оди во градинка? Тоа дете ќе дојде ќе го праша својот родител: тато, мама, па зошто јас да не бидам примен? Кој е крив за тоа? Затоа во програмата имаме ставено минимум 2 детски градинки, ќе изградиме со поголем капацитет, се со цел најмалите да имаат безгрижно детство. За младите имаме во програмата ставено изградба на мултифункционални игралишта, изградба на кеј, изградба на велопатики, изградба на пешачки патеки, изградба на зелени површини, на паркови
се со цел младите да уживаат таму, одошто да одат во другите градови. Нашите кумановци млади одат во Скопје да се прошетаат во парк. Ние зборуваме паркови зеленило и никој тоа до сега не сакаше да превземе акција се со цел да се овозможи. Тоа не се големи пари за толков буџет на општината да се изградат паркови и да се реконструираат постоечки. Второ, имаме предвидено Кумановско културно лето. За да се одржи Кумановско културно лето, ние треба тие млади да ги привлечеме во културните друштва, да учествуваат во нивните програми, се со цел утре да се истакнат пред кумановци. Не планираме да доведуваме пеачи од страна за некои прослави, туку истите пари ќе ги намениме тука. Како што кажа, општина Куманово ќе има зголемен буџет. Прво, од извори на финансирање што ние ги знаеме и ги планираме да ги направиме, околу 2 милиони евра, дополнително во постапка е промена на законско решение со кое поголем дел од персоналниот данок што го издвојуваат граѓаните да не оди во централниот буџет, туку да оди во општинскиот буџет. Исто така, еден дел од данокот на додадена вредност што ја го плаќаат граѓаните нема да оди во централниот буџет, туку ќе оди во општинскиот буџет. Тие пари планираме да ги намениме за спорт, култура и да ги поддржиме невладините организации. Второ, за зголемување на животниот стандард. Планираме гасификација на индустријските зони, се со цел домашните компании да ги направиме порентабилни и попродуктивни на кумановскиот пазар, на државниот пазар, на македонскиот пазар и на странските пазари. Да привлечеме инвестиции странски во Куманово, се со цел младите да ги вработиме таму. Со младенските политики што ги прави централната власт, во моментот е драстично намален процентот на младите, на невработеноста на младите. Ние како локална власт тоа ќе го поддржиме да биде на уште повисоко ниво, да си ги задржиме стручните кадри тука во Куманово, одошто да не одат во странство. И ние тоа ќе го направиме. Во програмата посебен акцент ставате на зелена агенда преку проектот Мој еколог. Може ли Куманово да стане чист и зелен европски центар, како што ветувате? Секако дека може. Затоа што ние не би го ветиле ако немаме визија за тоа. Ние одевме по сите населби. Одевме по целиот град. И видовме луѓето на што најмногу се жалат. Јас за тоа зборував и на минатата емисија овдека со вас за оваа агенда. Затоа што Куманово се претвори во една депонија, а нашите реки во течна депонија. Ние го осмисливме проектот Мој еколог. Викнавме стручни луѓе од животна средина како тоа да го направиме. Тие ни кажа, мора системски да се реши. Не можеме ние со парцијални решенија, ќе исчистиме оваа депонија тука, ќе исчистиме онаа депонија ваму. Јас сум ја чистел, водостопанство, го чистеше речното корито на Кумановка, на Којнарка, на Липковка, секоја година. Ама кажете ми каде граѓаните тој цврст отпад и мебел, каде ќе го изнесат? Нема. Ќе плати транспорт, сите за некои 400 до 600 денари, ќе го однесат на депонија, таму им бараат исто толку пари за да влезат внатре. Затоа ние предвидуваме прво изградба на мини депонија за цврст отпад и мебел тука во Куманово, каде што дневно ќе се донасат тој шут, мебел и така натаму. И тоа ќе биде бесплатно. И тоа е поевтино за општината. Поевтино е вие да ви го донесат граѓаните тука,
одошто вие утре диви депонија на секаде околу Куманово да расчистувате. Тоа е едната работа. Тамо од таа мини депонија секојдневно ќе се изнесе на главната депонија, односно на претоварниот центар, бидејќи депонијата конечно ќе биде дислоцирана. Инаку со мој еколог предвидуваме секоја населба прво да се исцртаат сите јавни површини. Ние презентиравме некои проекти, ама тоа се за определена површина. Сакам да им кажам на граѓаните дека тој проект се однесува за секоја јавна површина, околу секоја зграда, секој тротоар. Тим на експерти од животна средина и археолози, архитекти се извинувам, ќе бидат уцртени, ќе бидат средени, а потоа ќе вработиме луѓе кои ќе го одржуваат тоа место во наредниот период. Бидејќи вие направите еден мини парк, за една година тој веќе не функционира. Ќе биде израснат во трева, ќе се затрпа со ѓубре. Тој човек секојдневно ќе се грижи прво за чистење, второ за одржување на таа средина. Планираме да засадиме минимум 50.000 дрва, ги знаеме локациите, секој тротоар мора да има дрвја за да можете во летните денови луѓето да пешачат слободно. Со тоа Куманово ќе го направиме чист и зелен град. Ке се залагате и за хумана урбанизација, може ли да објасните зашто станува збор? Хумана урбанизација? Така. Секако дека да. Тоа не е во агендата. Ние планираме, значи, пак ќе кажам, хумана урбанизација значи дека луѓето треба да ставите во секоја населба да имаат место каде што ќе се дружат. Замислете вие, Куманово има 120.000 жители. Имате 4 детски катчиња во Куманово. И сега од населба Карпош треба да го носи своето дете на кеј за да може да детето да ужива. Затоа ние во нашата програма имаме ставено детски катчиња во секој кварт во Куманово. Која е тоа инвестиција? Тоа е многу мала инвестиција. Секаде ќе ставиме место за најмалите, за младите, спортски терени, спортски игралишта, каде што ќе може да се дружат, а за возрастните ќе направиме посебни места со уредени места, со клупи, каде што ќе може да се собираат и нормално да си прават седенки и да си уживаат во муабетот. Тоа е Куманово, такво треба да биде. Не можеме ние, имаме Сдружение на пензионери, еве ќе ви кажам. Ама Сдружение на пензионери има едно централно седиште. Ние разговаравме пред некој ден со нив. Тие бараат многу малку. А тоа се места каде што нивните членови ќе може да седат и да уживаат, да не доаѓаат во центарот на градот. Господин Илиевски, како планирате да го решите сообраќајниот метеж во градот? Реално има потреба од некакво решение. Што предвидува вашата програма? Па, кога го испитувавме јавното мислење, граѓаните кажаа дека сообраќајниот метеж и нереконструирани улици се главниот проблем на Куманово. Затоа повикавме стручни луѓе кои се занимаваат со оваа област и ни дадоа неколку решенија. Некои од тие решенија беа неизводливи во моментов, затоа што општина Куманово нема толков голем буџет кој може да се финансира. Затоа прво треба да се донесе генералниот урбанистички план. Тоа го ветивме на минатите избори 2017, не го направивме. Еве кажуваме, тука даваме завет пред сите граѓани дека во овој мандат генералниот урбанистички план ќе биде донесен. Со тоа ќе се направи идниот развој на Куманово. Како ќе се развива Куманово? Нема јас да го правам, јас сум дипломиран економист, ама се има стручни луѓе во таа област. Сега во моментов планираме булеварот Октомвриска револуција во 3 фази да го поврземе со автопатот Е75,
со што дел од граѓаните, дел од автомобилите нема да влегуваат во централното градско подрачје. Вие да намалите 15% од автомобили, веднаш се приметува разликата во централното градско подрачје. Планираме изградба на 3-катни гаражи и тоа веднаш да го расчистиме, дека некои ќе бидат под земја, некои ќе бидат над земја. Со тоа ќе обезбедиме над 1400 паркинг места, додека сообраќајниците ќе ги ослободиме од паркиралишта, се со цел протокот на возила во централното градско подрачје да биде крвотокот да биде зголемен, односно побрз. Исто така планираме проширување на неколку улици, се со цел да може Куманово да има уреден сообраќај. Во нашата програма имаме ставено реконструкција на 80 километри на улици во Куманово. Ако пресметате колку пари се издвојува сега во буџетот за таа намена, ако пресметате колку ќе имате од страна на централната власт дотација, ако пресметате зголемување на буџетот на општина Куманово колку ќе биде, ќе видите дека 80 км на улици само за реконструкција е идеално во еден мандат да направите, се со цел Куманово да личи на еден модерен и урбан град. На кои локации би биле катните гаражи, мислам тие надземни или не подземните, со оглед на тоа што кажавте дека сегашната монтажна гаража дека не е на соодветно место. Така мислат кумановци. Јас така имам добиено од вршењето на анкетите со граѓаните со кои разговарам, дека таа монтажна гаража треба да се дислоцира и ние ќе ја дислоцираме, а додека тука ќе биде градски плоштад кој дополнително ќе разговараме за тоа. Значи првата подземна катна гаража ќе биде под градскиот плоштад и ќе има капацитет некаде околу 700 возила, паркинг места да се паркираат, додека втората локација тука е некаде позади агенција за вработување, затоа што сите кои тука имате државни институции како што се агенција за вработување, центар за социјални работи, фонд за здравство, полиција, тука ви е суд, тука ви се најголем број од институциите кои гравитираат во Куманово, кои имаат седиште. Тука вработените да можат да ги паркираат своите возила, се со цел да не влегуваат во централното градско подрачје. За третата локација имаме 3 предлози, се уште не сме одлучиле, сите се добри, така да ќе видиме граѓаните, ќе направиме анкета, граѓаните ќе кажат каде ќе биде третата локација, бидејќи ние секогаш сакаме да бидеме партнер со граѓаните. Нив да ги прашаме. Што тие сакаат, ние само треба да пресметаме колку пари чини и дали можеме тоа да го направиме и каде можеме да го направиме. Зошто граѓаните да гласаат за програмата на СДСМ на предстојните локални избори? Па граѓаните имаат едноставен избор. Затоа што сето она што ние го ветуваме до сега, сето она што јас сум го ветил, сум го исполнил. Имаме најдобрата програма, најдоброто за Куманово. Јас некогаш не можам да си искажам, не можам да искажам визијата која ја имам кај себе. Не можеме, нашиот тим не може да ја искаже визуелно сето она што ние сакаме да го направиме за Куманово. И кажуваме дека Куманово за 4 години ќе залечи на еден урбан, модерен, зелен и европски град. Затоа што планираме многу инфраструктурни проекти и пак е понова. Точно знаеме кој проект колку пари чини и точно знаеме кој проект од каде ќе се финансира. Дали е тоа алтернативни извори на финансирање, дали е тоа меѓународни финансиски институции или домашни финансиски институции, тука морам да кажам, секој проект мора да биде рентабилен сам за себе. Тој да си го враќа. Второ, кои проекти ќе ни ги финансира Министерство за образование, кои проекти ќе ги финансира Министерство за труд и социјала, кои проекти ќе ги финансира Министерство за транспорт и врски,
а кои проекти ќе се финансираат од општинскиот буџет. Можам да кажам, еве, овдека е таа прилика, дека ние планираме средства кои ќе се одвојат да го направиме градското шеталиште. Куманово може би е единствен град кој нема централно градско шеталиште. Имаме перфектна елаборат, изработен уште за времето на градоначалникот Слободан Ковачевски, кој има добиено меѓународна награда за такво нешто. До сега не е спроведено. Ние изнајдовме финансиски средства, знаеме од каде ќе се финансира, каде што ќе имаме подземни сообраќајници и подземно паркирање. Двата плоштада ќе се спојат помеѓу себе, таму во проектот се предвидени фонтани, зеленило и така натаму, така да тоа е сега е моментот каде што ја имаме поддршката и од централната власт за проектите кои што носат најмногу финансиски средства да ги финансираме од нив, а додека од локалната власт, од локалниот општински буџет да ги решиме сите населби во Куманово. Очекувате ли победа во првиот изборен круг? До сега имало примери во Куманово, во прв круг да добиеме градоначалник. Тоа ќе го кажат граѓаните. Јас знам дека од испитувањето на јавно мислење, кое беше спроведено пред неколку дена, и пак ќе поновам, затоа е нервозата на другата страна, дека јас како кандидат и советничката листа, која предводи Атина Мургашанска, имаме најголема доверба кај граѓаните и дека ќе бидеме водечки во првиот круг. Уште малку може би фали да победиме во самиот прв круг, но тоа не ни е толку целта. Целта ни е да ја представиме програмата пред граѓаните. Ние одиме од врата на врата, од куќа на куќа, на социјалните медиуми, се трудиме и ги повикуваме граѓаните да ја разгледаат програмата, се со цел за неа да одлучат. За подобро Куманово и за најдобро Куманово. Кого од кандидатите го очекувате како свој против кандидат во вториот круг? На нас, како победници, не ни е битно кој ќе видне во првиот круг. На сепак, кампусот на гласови е толку. Излезноста пак ќе биде 45% до 50%. Тоа ви се некаде околу 40.000 гласови. СДСМ на претходните избори освои некаде околу 18.000 гласови. ВМРО освои над 13.000 гласови. Имаме кандидат на Алијанса за албанците и на Алтернатива, кој очекуваме сепак нивните гласачи да си гласаат за нивниот кандидат. СДСМ во моментот има најголем коалициски капацитет. Имаме партии кои немаат свој кандидат за градоначалник, а имаат своји советнички листи, така да очекуваме поддршка од сите нив, ама најголемата поддршка ја очекуваме и ја добиваме од граѓаните, бидејќи граѓаните препознаваат што е најдоброто за Куманово. И ако имаме втор круг, не ни е битно кој ќе бидне, ама предпоставуваме со испитување на јавното мислење, со последната анкета, дека тоа ќе биде Тони Михајловски и ВМРО ДПМН, затоа што ВМРО ДПМН си има своje гласачко тело кој им е верно и тоа е за почитување, како што СДСМ има свое верно гласачко тело, но овој пат, кога се локални избори, граѓаните треба да одлучат за програмата и за човекот кој има искуство позади себе за менаџирање на процесите. Јас, како Оливер Илиевски, нема сите работи да ги правам сам. Но јас, како Оливер Илиевски, треба да имам тим и имам тим од експерти кои се со мене, кои утре ќе ги движат процесите напред. Затоа нудиме најдоброто за нашата општина, најдоброто за Куманово, а јас треба само да ги
менаџирам сите тие процеси. И на крај, сето ова што сме го ветеле за овие 4 години, граѓаните ќе се уверат дека секој проект ќе биде реализиран. Дури она што не е предвидено во програмата, а го бараат граѓаните во текот на изборите, уште имаме проекти кои не се влезени, ама пресметуваме и им враќаме назад дека да, овој проект сепак ќе можеме да го направиме во 4 годишниот мандат, иако не стои во програмата. На крајот на емисијата, само која би била вашата порака до граѓаните на Куманово во пресрет на локалните избори? Па мојата порака пред граѓаните е многу јасна и во целата емисија кажав, иако некои кандидати кажуваат дека програмата е само лист хартија и дека потоа се фрла на страна, јас кажувам дека програмата најдоброто за Куманово, за мене лично, ќе биде завет, а ќе го ставам како завет на сите вработени во локалната самоуправа и на целиот тим, се со цел од првиот до последниот проект да биде реализиран во 4 годишниот мандат. Јас како Оливер Илиевски нема да бидам татко на градот, туку ќе бидам менаџер на градот, кој ќе ги менаџира процесите, а стручни луѓе ќе ги изработат проектите и целата програма ќе биде реализирана се со цел Куманово да добие еден друг лик и се со цел Куманово да биде модерен, урбан, зелен и европски град. Господин Илиевски, ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Благодарам на поканата, се надевам дека ќе имаме многу други прилики да разговараме, се надевам дека ќе вршите и вие анкета помеѓу граѓаните, се со цел да ги на нас ни треба да го слушнеме гласот на граѓаните. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Пријатна вечер.